Во пресред на матурските прослави, секторот за внатрешни работи од Битола на целата територија која што ја покрива спроведува превентивно-едукативна кампања со слоганот "Не си фраер ако загиниш на матура". Токму на оваа тема денеска разговараме со Горан Соколовски, началник на секторот за превенција. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. Како прво ова наше денешно дружење, би сакал да започнам со една благодарност за ова ваша покана во име на секторот за внатрешни работи и моје лично име како началник на одсекот за превенција. Нормално е на благодарност за секое ваше следење на сите наши превентивни активности и да не ги заборавиме нашите сограѓани гледачи кои ги поздравувам. Како што реков, веќе во теке и превршува превентивно-едукативната кампања за матурантите. Имавте можност да ги посетите средните училишта и на еден начин да им се објасни на оние кои што ќе слават матура што треба, што не треба да направат таа вечер. Така е, во право сте, значи при крај сме со активностите околу безбедните матурски прослави и можам да кажам дека на нашето подрачје сношти веќе се почнати. Така да со одржување на некои превентивни кампањи од наша страна, средби со директорски кадар, образовен кадар, совет на родители, ученици нормално, со испраќање на еден апел до нив за безбедни прослави, во смисол да не се користи алкохол, нормално и дрога, да не се управува со моторни возила без претходно стекнато право за управување или без положен возачки испит, нормално да не се употребуваат моторни возила и да не се управуваат кога се користи алкохол. Тука апелираме и да се намалат и оние нарушувања на јавниот ред и мир во смисол на да не се учествува во расправи, тепачки, нарушување на јавниот ред и мир во смисол на викање на јавни места и така натаму. И апелираме нормално, како и во секоја превентивна кампања, да не се употребуваат пиротехнички средства, да не се употребуваат огненото оружје, нормално и секоја она активност која е спротивна на законските прописи. Не си фраер ако загинеш на матура, ова е флаерот, ова е името на кампањата, еве ќе можат и нашите гледачи тоа да го видат. Колку овие превентивни кампањи влијаат на матурантите, слушаат совети, прашуваат тоа што треба, што не треба или како дошло, така заминало? Како и секое дете, како што и ние сме биле деца, нормално дека за некои работи гледаат и можеби несериозно, но јас сум сигурен дека како и претходно што имало случаи или за некои настани што се случувале во текот на матурските прослави, со текот на годините посериозно се прифаќаат од страна на учениците, нормално од образовниот кадар, од родителите, од сите оние граѓани кои треба да чувствуваат одредена одговорност за овие работи. Ако се вратиме наназад во годините, какво е вашето искуство токму со матурските прослави? Како поминуваат овие прослави во Битола кога е во прашање безбедноста? Во секој случај поминуваат весело, но од наша страна досега, барем овие изминати години, од кога сум јас началник на ова организациона единица, немало никакви проблеми, немало да речам со тешки последици или па одредени прекршоци и кривични дела. Од секогаш имало можеби во ноќните часови викање на јавни места, но тоа се разбира ние превентивно и без никакви последици ги решаваме тие работи. Бидејќи полицијата во тие моменти е поактивна и поприсутна на теренот. Овие кампањи се наменети за матурантите, но како што рековте, не само за нив, тука се и професорите, сите луѓе кои што работат со нив, но најмногу и родителите, затоа што мислам дека и кај нив е најголемата обврска, затоа што доколку родителот не му дозволи на детето да замине на матурска прослава со автомобил, тој не може да го направи тоа. Се разбира, најголема одговорност и ние како полициски службеници, нормално и како родители, треба да превентивно делуваме во таа насока. Подобро е да се оди со јавен превоз, такси превоз, или па ако веќе оди користи моторно возило, доколку конзумира одредено количество на алкохол, што не е безбедно за управување на моторното возило, нормално, подобро е да го остави, да користи такси превоз, отколку да направи некоја работа со која ќе се кае понатаму во животот и ќе земи на народски кажа на души од останатите сопатници.
Како што рековте, веќе при краја е оваа кампања, затоа што од синоќа и почнаа матурските прослави во Битола. Ги посетивте сите училишта, предпоставувам, на ниво каде што покрива секторот за внатрешни работи Битола. Да, посетени се сите средни училишта, испратени се соопштенија преку медиумите и ете нормално преку вакви гостувања во телевизиски куќи. Се трудиме да бидеме што поприсутни и попревентивно делуваме за вакви активности. Исто така ја имате и кампањата кога се во прашање најмалите и нивната вклученост во сообраќајот, затоа што еве ние досега зборувавме за одењето во прво оделение со најмалите, но сепак тука се среќаваат токму и со сообраќајот, патиштата и сите оние работи од кои најмногу се плашиме ние родителите. Нормално, значи, освен ова превентивна активност со матурските прослави, имаме и останати активности, посебно во делот на сообраќајот, каде учествуваме во предавања, едукативни предавања и кампањи, каде што ги офаќаме од најмала до најголема возраст. Пред се, најголем приоритет му даваме кога се работи за сообраќајот со посети на детските градинки и оние возрасти во основните училишта, посебно до прво, второ, трето одделение. На кој начин, еве, како ги запознавате младите со сообраќајот, затоа што оние од градинките предпоставувам им е најинтересно кога ќе одите кај нив и со предавања и со кажувања ќе им се објаснат сите тие работи. Сите нив им е сон кога ќе ги прашаме што сакаат, да бидат еден ден, да бидат или полицаец или пожарникар. Така. Нормално секој дете има таква желба, затоа што и на телевизија може да се видат и сите оние работи кои може да представуваат некоја идна точка за идна професија на некое детенце. Така и кај нас, кога одиме, одсекот за превенција, нашиот тим работи преку добар пристап до децата, со песничка, со насмевка, да се придобијат, нормално и за да можат и да научат некои работи. Со покажување на опремата која користи полицијата, се она прашање на кое некогаш и ние тешко може да се снајдиме, бидејќи децата знаат да постават интересни прашања, а ние понекогаш не можеме баш конкретно да му кажеме за некои работи. Но сепак, со песничка, со насмевка, со добар приод, мислам дека решаваме доста работи и ја задоволуваме нивната љубопитност. Токму и за денот на полицијата, децата од градинките имаат можност да посетат полицијата во Битола, да го видат возниот парк, кој што секојаш им е најинтересен, да се запознаат со опремата. Да. Освен денот на полицијата, тука имаме и ден на превенцијата, значи секогаш учествуваат и сите телевизиски куќи, нормално и тука учествуваат и вие, и покануваме и деца, значи од детските градинки, од основните училишта, па може и од други, и тоа е отворен ден на полицијата за присуство на сите оние граѓани кои сакат да не запознат подобро, да се запознат со активностите кои ги превзема полицијата и со опремата која користиме. Децата најповеќе и најинтересно им е нормално моторните возила, сирените, да стават дел од опремата на нив, да ја почувствуваат нивната тежина, може би не тежина во смисол на килограми, но тежина во смисол на професионалност. Неодамна беше и надпреварот детски семафор, мора да кажеме дека сепак освен овие кампањи на кои што работите, секоја сте учесници и поддржувачи токму и на овој надпревар како сектор за превенција. Нормално ние поддржуваме секаква кампања која се работи во интерес на граѓаните и се разбира од превентивна природа. Не влегува полицијата само каде што има репресија, нормално има и превенција. Сакаме да се дружиме со децата, бидејќи тоа ни се најголем дел од проектите и да учествуваме на нив. Друго е кога гледат и самите деца и самиот образовен кадар дека има присуство и учество од страна на полицијата. Мислам дека му се дава и поголема важност нормално на секој настан. Сега настрана од овие едукативни кампањи кои што ги имаме, со доаѓањето на летото, многу пати граѓаните ќе се жалат и на употребата на моторите, моторциклите, како сектор за превенција. Еве, што е она што вие ги советувате сите оние кои што возат мотори, затоа што најчесто до сообраќајка, барем во овој период сега ќе биде и со употребата на моторите. Да, се разбира, значи, од активностите на превенцијата и од активностите од областа на сообраќајот влегуваат и велосипедистите, и мотоциклистите, и пешаците, и возачите, значи во секоја рамка ние имаме и своји активности. Најголеми проблеми може би имаме и со она, да речем, тинејџерска возраст,
каде што ние се трудиме и со лично наше присуство, па и ги застануваме на лице место. Ако е потребно, нормално се повикува и родител и се трудиме да апелираме и да доприме и до родителите, но и до децата. Бидејќи употребата на тие моторни возила треба да се свати сериозно, нормално дека треба да носат заштитна опрема, кацига, која на нашите едукативни предавања кажувам и каква треба да биде за најдобра заштита на самиот управувач на велосипедот, моторот и така натаму. Споменавте едукативни предавања, значи освен овие кампањи кои што ги кажавме, значи предавања има и во текот на целата година и за моторциклистите и за сите актуелности кои што еве ќе ги споменеме и пожарите подоцна и сите работи кои што треба. Доаѓаат граѓаните на вакви кампањи кои што ги организирате? Нормално дека доаѓаат, некогаш имаме поголема застапеност од нивна страна, некогаш не, во зависност значи од периодот кој не очекува или кој следува, но сепак ако ние организираме нешто, се трудиме да обезбедиме одредена група на луѓе и да знаеме дека ќе не следат, дека ќе присуствуваат преку соработка со останати институции, бидејќи нашите превентивни активности нормално не би можеле да ги замислиме и без присуство и од ваша страна, но и од други институции кои се надлежни за одредена област. Ги споменавме и пожарите, со затоплувањето на времето ќе ги имаме и нив се почесто. Кои се советите до граѓаните како да се избегне се тоа? Па може би ние не сме толку веродостојни да кажуваме, бидејќи има и надлежни институции со испраќање на соопштенија, но сепак полицијата, како што и претходно кажавме, дека учествува во секоја кампања и може само да апелираме дека да внимават граѓаните, да не палат оган на отворено место, стрништа, меги, пасишта, да не фрлат од пушоци, отпадоци, од стаклени амбалажи и така натаму. Доколку има такви работи или забележат од страна одреден пожар од страна на граѓаните, молим и апелираме да известат што е побрзо, дали полицијата, дали противпожарната единица и така натаму, или па центарот за кризи нормално. Кои ви се приоритетните проекти на вашиот сектор, а секако и во рамките на Министерството за внатрешни работи? Можам да кажам дека како приоритетни активности и превентивни кампањи на нашиот сектор одиме со проектот Без толеранција на дрога и алкохол, каде што преку едукативни предавања и секакви други активности учествуваат и други институции, невладини организации, здруженија, совет на родители, нормално и тука учениците, да доприме до нив, да прикажеме штетности и последиците од користењето на истите и со цел намалување или па целосно исчезнување на таа активност или порок. Друга активност како проект ние безбедна внимателна заедница, безбедна заедница. Тоа е превентивна активност која преку средби, тематски средби со граѓаните се трудиме да ја поттикнеме само инициативноста кај граѓаните за преземање на мерки за самозаштита и превенција од кражби. Актуелни се во периодов, мислам, како што гледаме од билтенот на Министерството, многу повеќе кражби има во Битола. Дали еве една споредба е зголемен бројот од минатата година во ова колку имате увид во тие работи? Еве и баш тоа ќе ве прашав како да се заштитат луѓето, особено во летниот период, секогаш советувате да се внимава затоа што кога ќе се замине на одмор се зголемува и бројот на кражбите. Да, тоа е тесно поврзано и со користење на социјалните мрежи. И затоа ете еден апел и до граѓаните да внимаваат пред заминување на годишен одмор, доколку има доверба во некој нивни близок, дали роднина, дали комшија, да речем на таков начин, да посвети внимание на нивниот објект, стан, куќа и така натаму, да не постираат слики на социјалните мрежи додека се на одмор, бидејќи тоа представува како и покана за сите оние што сакат да направат брза заработка. Во последно време социјалните мрежи некако ви одмагаат во работата, затоа што кој каде и да замине, веќе има постирано слика и објавено местото каде е заминал. Многу полесно за крадците да знаат дали некој е дома или не. Па добро, можам јас тоа да кажам и во обратна насока, колку што ни одмагаат, толку и ни помагат. Затоа што и љубопитноста на луѓето или па чувството да прикажат
каде се, со кој се, што прават, тоа го користат, но го користиме и ние, се разбира. Освен овие проекти што ги споменавте, што е она што наредно ќе го имате како проект, на што ќе се работи? Добро, во зависност од периодот од годината, нормално дека секојаш ги продолжуваме овие кампањи со дрогата, со алкохолот, со пороците, со едукативни предавања околу насилството и други девијантни унесувањето по училиштата, од областа на сообраќајот, потоа работиме на проекти на теми од областа на трговијата со луѓе и легалната миграција, злоупотреба на визната либерализација, потоа проекти кои се, ајде да речем, актуелни за одредени државни или верски празници, кои ни следуваат на подрачјето. Можем да кажем, ете и бидејќи туризмот на нашето подрачје веќе почнува да оди на нагорно ниво, посебно во Преспанскиот регион, имаме еден актуелен и добар проект безбедно на нашите плажи, кој исто е така поврзан и со сите оние превентивни активности, посебно во областа на заштитата на нивните моторни возила, да не се остават предмети кои се видливи и привлекуваат внимание. Нормално на самата плажа оставање на некои предмети кои се од поголема вредност и така натаму. Тоа се некои работи кои во текот на годината ние ги превземаме, но сепак имаме и активности кои едноставно ги правиме како дружење. Тоа се преку спортот активности, контакти со Агенцијата за спорт и млади, со спортски клубови од секоја возраст, со подобрување на соработката на навивачките групи и така натаму. Значи, тоа се низ активности, бидејќи превенцијата може да делува на секое поле. Споменавме некои од овие проекти кои што ги кажавте, јас сега ќе го издвојам превентивните трибини или како да ги наречам советувања, насилството го споменавме тука, секако и користењето дрога. Може би не е во ваша надлежност веќе, вие сте сепак сектор за превенција. Но еве јас ќе запрашам, каква е ситуацијата во Битола? Токму вчера имаше баш за семејството, за насилството, за семејно насилство, дека најголем процент од тоа се жени кои што се врз кои било извршено семејното насилство. Каде се наоѓа Битола во целата таа слика, кога ќе ги земеме предвид сите превентивни кампањи кои што ги имаме и колку сето тоа се применува кај нас? Морам да ве поправам, бидејќи не мора да значи дека семејното насилство опфаќа само на примена на семејно насилство врз жена, бидејќи тие работи одамна паннаја во вода дека само жената е злоупотребувана. 94 беше процентот дека било врз жена. Може би да не ме сватите погрешно, но веќе се охрабруваат и останатите, да речем, ајде и машкиот пол, да ги пријавуваат тие работи, бидејќи се актуелни. Самото време си го носи тоа. Не би можел да кажам со каков процент, но ве уверувам дека и Битола не заостанува од страна и во споредба со другите сектори. Ви благодарам многу. Јас се надевам дека еве со овој разговор, еве најпрво, како што рековме, најбитна ни беше да ја промовираме кампањата токму за матурантите, затоа што од вчера ни се актуелни. Ја разбудивме совеста и кај матурантите, но и кај нивните родители, за да внимаваат токму таа вечер, барем да поминат безбедно, да не им се дозволи употребата на автомобил и секако алкохолот и наркотичните средства. Се разбира, и јас сакам само едноставно во најмала мерка нека си поминат убава вечер. Употребата на алкохолот и други средства не значи дека тоа ќе ги направи посреќни, повесели, ќе имат подобра вечер. Нека уживат, нека ја користат таа вечер, таа возраст која ретко и се враќа, нормално. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.